Православните верници, а особено лозарите, секој 14 февруари го одбележуваат верскиот празник Свети Трифун, маченик и заштитник на лозарите, поради чудата за кои веруваат дека ги направил за време на својот краток живот. Нема точни податоци околу тоа од кога во Тиквешкиот крај започнало организирано прославување на верскиот празник Свети Трифун. Преданието вели дека оваа традиција има длабоки корени, бидејќи и најстарите тиквешани се сеќаваат како нивните дедовци и прадедовци го прославувале овој празник. Култот на почитување на Свети Трифун од јужните предели на Јадранското море е пренесен во Јужна Италија и Сицилија, а во Котор се чуваат и дел од неговите мошти. Иако живеел само 21 година, Трифун имал исклучително интересен живот. Уште како дете, според житието, Бог благословил во него да се всели Светиот Дух и да го обдари со чудотворство. И му успевало да помогне со својата способност во лекување на различни болести, а имал и моќ од луѓето да ги истерува демоните. Нему му се припишува дека направил многу чуда. Едно од тие чуда било поврзано со убавата принцеза Гордијана. Настанот се случил кога во Римското царство управувал незиниот татко Гордијан. За Мија раскажа Томе Крстевски, етнолог во Кавадаричкиот музеј. Принцезата имала сериозен духовен проблем, па се сметало дека во неа влегол ѓаволот и постојано ја измачувал. За своето дело, Трифун бил богато награден од царот, но тој целото богатство им го подарил на сиромашните, а самиот и понатаму продолжил да живее скромно и да работи на лекување на болните. Во времето на владењето на императорот Деки, наречен Мачител, бидејќи жестоко ги прогонувал христијаните, бил уапсен и младиот Трифун. Бил подложен на жестоки измачувања, со цел да се откаже од неговата верба кон Бога. Откако мачителите не успеале во тоа, во 250 година му ја отсекле главата. Византискиот цар Јустинијан, кој бил роден во Македонија, на маченикот Трифун му изградил црква во Цариград, со што уште повеќе го зголемил култот кон светителот. Закројувањето на винови лози на овој празник се врши и во црковни и манастирски имоти во Тиквешијата. Се верува дека сите оние кои ќе земат гранчиња од пресечените лозови прачки и ги однесат во своите лозја, ќе имаат среќа и берекетен род во текот на предстојната година. Во Македонија, денот посветен на Свети Трифун, кога символично се закројуваат винови лози, спаѓа во поголемите православни празници. Свети Трифун, покрај на лозјата и градините, се смета и за заштитник на меанџиите.